Приказна за една идеја. Јуни 1859. Една кочија патува ни северна Италија, минувајќи по лоши патишта и газејќи ги надојдените реки во потрага по Наполеон III, француски цар што војува во тие краишта. Во кочијата е Анри Динан, швајцарски трговец кој се надева дека ќе биде примен од царот. Меѓутоа, тој наидува на нешто сосема друго. Во близина на местото Солферино, француската и австриската војска водат жестока војна. Само до вечерта на бојното поле останале илјадници мртви и ранети. Воените медицински служби се преоптоварени и не стасуваат да ги извршат своите должности. Црквата во блиското село Кастилјоне е претворена во импровизирана болница. Без да се штеди себе си, Динан и се предава на работата и организира помош за ранетите. Прави се што може за да им укаже помош и утеха на жртвите и наедно ги запишува пораките за нивните семејства. На Динан му се придружуваат жители од околните села кои укажуваат помош негувајќи ги ранетите. По враќањето во Женева, Динан во својата книга објавена 1862 го опишува она што го има видено. Тој предлага основање доброволно друштво во секоја земја, кој ќе ги штити повредените и ќе се грижи за нив во време на војна. Така е родена таа вистински голема идеја. Наскоро потоа Анри Динан и четворица граѓани од Женева основаат Меѓународен комитет на Црвен крст, или МКЦК. Во 1864 тие свикуваат дипломатска конференција на која е усвоена првата Женевска конвенција, која им обезбедува помош и заштита на ранетите војници. Денес постојат 4 Женевски конвенции, кои ги штитат ранетите и болните војници на копно. Ранетите и болните војници и бродоломниците на море. Војните заробеници. И цивилните лица во време на војна. Како дополнение на овие конвенции усвоени во 1949-та, додадени се уште 2 протокола. Во меѓувреме, Меѓународниот комитет на Црвен крст во голема мера ги прошири своите активности, но неговата мисија не се промени – помош на жртвите на вооружените судиви. Тој му укажува материјална и медицинска помош на цивилното население. Ги посетува војните заробеници и политичките затвореници. Ги препраќа пораките од членовите на разделените семејства и, кога е тоа можно, ги соединува. Тој исто така ги шири знаењата за меѓународното хуманитарно право и за принципите на Црвен крст и на Црвена полумесечина.
Денес низ целиот свет постојат над 175 национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина. Тие се активни во време на војна, но нивното дејствување е проширено и на времето кога владее мир, како што е доброволно давање крв и спречување на проширување заразни болести. Помош на бегалци и сиромашни. Како и укажување прва помош секаде каде што е потребно. Од 1919-тата овие друштва се собраа во рамките на една организација – Меѓународна федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина. Оваа федерација се занимава со укажување помош на жртвите на природни катастрофи и во време на мир ја координира работата на националните друштва на меѓународно рамниште. Денес, сонот на Амридинан е остварен со помош на стотици илјади доброволци од целиот свет. Тие заедно го сочинуваат меѓународното движење на Црвен крст и Црвена полумесечина.